Наместо аплаузи и фанфари, наместо еуфорија и лудорија, ќе ви кажам само едно обично добар ден. Иако да бидам искрен, веќе не знам дали денот е добар, бидејќи сега веќе се зависи од оние проклети дневни бројки. Да не си помисли некој од вас дека ние само се церекаме и не ни е гајле за ништо околу нас, ќе кажам дека кај мене како идеен творец на оваа емисија долго траеше дилемата дали да продолжиме и понатаму да се смееме со сите вас и да нема љутиш, или да прекинеме некое време и да се вратиме кога ќе дојде тоа подобро време. А како тоа да оцениме дека времето е подобро? Да, дилемата беше голема. Дали да продолжиме или да ставиме се на оф и така овкајки или лејкајки заедно со другите да се стутулиме и да чекаме да помине тагата. Се одлучив за првото, уплашен дека ако не прегарне тагата, ќе заборавиме можеби да се смееме. А старите велат, кој ќе заборави да се смее, тој ја загубил душата. А што е човек без душа? Човек без душа е мртов човек. Само тој тоа не го знае уште или се уште никој му нема кажан. А тагата никогаш не поминува. Само треба да научите да живеете со неа и ќе видите, еден ден пак ќе научите да се смеете. Со сета почит кон починатите од овој проклет вирус и кон нивните семејства, ние затоа решивме да продолжиме да се смееме, за да не го загубиме духот и за да, кога ќе помине сето ова лудило, бидеме подготвени да живееме онака како што живеевме и пред тоа. Може би сиромашни, да, може би уплашени за себе и за иднината на своите деца, но запомнете, секогаш насмејани, секогаш ведри и гостопримливи, пречекувајќи ве на ова исто место, за да ви порачаме што тоа ќе можете да видите во Нема љутиш. Среда? Среда? Што има да се бања у среду, бе, Бобане? Знае се кад е ден за бањање. Неделја, па не смо август месец, мајку. Треба да се радуеме кад ми легне плата. Оно легне, отиде пола и повише за кредит. Од работа има само одржување на Facebook профил и редење на некои топчиња у некоju игру у телефон. Не ли те срам да збориш такој вампириште едно старо? Види, он га буваја куде не требало прс мене да ме срам да збору, нели? А тебе овај твојата те тепа и ти па го чуваш. Па тате бе, мораме те да го чувам. Што е да право? Па ти ми кажај још кад го зема. Па пово што ми кажуваш ти? И се мисло дека некоја жена га измислила овој фудбал. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следете линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана MG290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Жено!
Ženo Mori! Не мога да се јави. Жено Мори, Željke да те лази, мечка да те гази. Чуеш ли, Мори, ти? Хей, Боже, ова жена да не оглуве, бе. Жено! Кажи, тате, што е? Не е оглувела мама. Боба, не те викам тебе, него мајко ти. Она будала ли се прави или стварно е оглувела? Не, тате, мама улегна да се бања и не е оглувела. Ајде, бе. Да се бања. Да. Што дан сме денеска? По-нормално, тате, како свак ден среда. Среда? Среда? Што има да се бања у среду, бе, Бобане? Знае се кад е дан за бањање. Неделја, па не сме август месец, мајко. Митров дан пројде. Еј, од сек натам има да се бањате 2 пут месечно. Па не сам ја гроф Монте Кристо па да плаќам толики рачуни за струја и за воду, бе. Кажи го да искача. Тате, она не искача док не се напари убаво. Ајде, бе. Да се напари. Да. А да му пушти ја воду од мало бојлерче од кујну па да се попари, како што ми прави она на мене. И за куде се спрема тој? Па тате, средуе се зашто е среда, а киде со другачки на кафе. Киде, ама лани. Не овој годину. Нема збирање повише од 4, Бобане. Куде ке пие кафе? Киде, тате, онлайн киде, пред компјутер и има да трачарим цело време. Тој не бива, Бобане. Мене ми ga треба компјутер. Треба на еднога деливери да му сече колач у Рајко у куќу. Па тате, бе, какво ќе му земеш паре, бе? Ти не се секире за тој, Бобане. Ми сме отворили апликацију Плати онлайн, брзо, МПЦ. Иди, кажи му да се трзи од компјутер. И тој га знам, тате, прашање и одговор, дека ќе га поставиш. Нема да се трза од компјутер, него вечер куде комшо у спалну ќе ти се јави онлайн, тате. А јас са ки си иду. Чао! Поново, кој ќе ти се јави ако не извршител или од банку? И му се јавljam и вика, ало господине, ми се јавljamo од банку. Добро, вика да ви кажемо дека кредит ви е одобрен. Вика, а жирант? Не, господине, за овој кредит не ви треба жирант. Како мори не ми треба, па кој ќе ga враќа кредит? Голем проблем. Голем проблем. За тебе не, ама за мене. Еј. Абе, мора и уметнички дојам да се остави. Пред публику. Да замеша малце поише, може ке пушти поише парке. Мајко, логично би било да се радуеш. Бе, свика дојдам на банкомат, радуjem се, нели паре ќе извади. О, ја като отиду пред банкомат, плачу. А мисла банкомат се радуе и ми се смее. Или па ти од страну што стои тај публика да не се смее, бе, кад ги види нуле. Куде мене е пострашно, бе. Како у црква пред икону, крсту се и плачам. Ке плачеш, оно каква е плата, куде нас цела фамилија плаче кад го однесу дома. И дали однесеш дома? Виемо. Абе, слушай, странство, например, у Швајцарско, со закон е забрането да се збори колку ти е плата. Нормално. Куде нас не е забрането, него е срамота. Ај бе, кажи колко зимаш, бе. Што да кажеш? О, колко бе да кажу, бе. Треба да се радуј, бе, кад ми легне плата. Оно легне, отиде пола и повише за кредит. Па легну си ја и си плачемо заедно sa жену, биемо. Абе, слушай, има богати луѓи. Оние градски луѓи побогати. Ама има и селјаци што се богати. Они се многу страшни. Они се пострашни од осиромашен ураниум. Страшни се и некои директори. Радник му вика на директора: "О, директоре, нов Мерцедес си купија." Директор му вика: "Па добро бе, супер, ако убаво, продужи ти да работиш само како прошлу годину. Многу добро си работа. Алал да ти работи како прошлу годину и на жену ми ќе купу исто." Тарапанци. Шипци варени или мало морген, што значи јутре малку, е збор што се употребуе со цилј да се стави до знање на дотичну особу дека нема или кога ќе има нема да се даде. Ситуација е следеќа.
Муж 25 години. Од работа има само одржување на Facebook профил и редење на некои топчиња у некоju игру у телефон. У 2 саат сабајле оставја лишче на стал на кој пишуе. Тато остави 200 денара да пију кафе со другари попладне. Лако ноќ. Тато, граѓевински радник кој од 7 сабајле до 5 попладне врти лопата у некој предузеќе, чита га лишче, обрќа ga и пишуе одговор. Како што га испрат тепих и ги исчука стазе од ходник, такој ќе ти оставу 200 денара. Значи, шипци варени, тарапанци. Лако ноќ. Водоинсталатор. 12 вртим у телефон. Попладне 12. Средовешна господја се јавја. Ало, перо, водоинсталатор? Он вика, да, изволте. Нешто капе куде мене у кујну. Да дојдеш. Добро, доваѓа. Он улаза, она шо да ти кажу. Ваде мантил. Разголена пола. Еве, мајсторе, туј капе. Овој погледне, затеза там, затеза. Кучишта ставља од врќе за врќе, направи. Овај му приваја и још повише се открива. Абе, пола грудиво се гледа. А, мајсторе, колко тој кошта? Вика, 50 евра. Деве, мајсторе, ве, још повише се открива. Може ли малко ти да попушти, знаеш, 50 евра, па тој... Не, господјо, знаете, имаше тој пуно работа, ја мора да стезам, и тарифа е тај, знаете како е. Добро де, овај опружи ногу, бутина му се гледа. Ама, мајсторе, па нешто да се спушти од тие 50 евра, еве, например, ја би могала да... Овај, не, господјо, знаете како е, знате, тарифа си е тај, 50 евра, 50 евра. Добро, овај. Још еден пут, 2 пут проба да га заведе, не бива. И овај 50 евра у джеп, авто и у кафан. И вика му на конобара, ај 15 пиво. 15 пиво. Да, одма тој настал. Добро 15 пиво, зашто? Па кад неќе да работи за 50 евра, нека моча за 50 евра. Што чутиш? Што ти е, бе? Гледај. Што ти е, бе, на тебе? Што ми е? Ете што ми е! Ха-ха, бедна Белја. Од што го уби прс? Од рибу, од што? Ја па, прашуј од што уби прс. Па тој љубаван прс среден тој, бе. Нормално е дека ќе го убиеш од рибу. Што си га му ваја там? Бе, не ли те срам да збориш такој вампириште едно старо? Види, он га му ваја куде не требало прс, мене да ме срам да збору, нели? Бе, викам ти од рибу, онај, што прави, риба, што се чува у теглу, бе? Абе, у теглу се чува евар или кисели краставичке. Таква риба што прави, се чува у кристалну куглу. Па, даде кристална стаклена кугла. Да. И ја да го исчисто, скрши се и се чеме и те, бедна Белја. А? Што знам, бе, рибу да чувам? Не ми некако, бе. Гледаме од тој страна стакло и само тој. Ама не збори? Па јас сакам други животиња, бе. Птица, например. Зема пред некој ден папагала и го врати. Зашто го врати? Женски папагал. Ја, бре, откад па ти почна да чуваш папагали, па би најстручњак да оцениш дали е мушки или женски папагал? Ала, кој да ти кажа? Она убава, шарена, едно дугачко опашче. Ја го учу да збори, она ми враќа муабет. Женско е, 100%, слушај ми. Женско е. Ете, кој се чува брак и здравје у овој лудо време, алалдам. И ете, и ја кој беше малку нездрав, па требаше неку операцију да праву, ама одма еднак се предомисли и од бикат виде дека анестезиолог е женско.
Lele, pa tate kad se je naljutija, kad te grmnaje i kad te viknaje, ajde bre, dosta više sa stija predrasude sprema žene. Što se buniš tu ja? Pa nema ona avto da ti parkira. Ja toga se saglasiš, to da pravo. Samo se je te poželi na doktora deka mi je ladno nešto, ne znam valjda zašto sam slabokrvan. On vika, ne je do toj. I vika, kaža na sestru, ako mu je ladno, stavite ga u nekoj ćoš. On je obično imao 90 stepena. Nego spomnaga krv, vika doktor, da te prašam bea Dose, ako zatreba krv, žena ti, ista li krvna grupa je? I te ga tate. On pa ne može dok ne se umeša i dok ne grmne sto njegovo glasište. Ista krvna grupa je, doktoreve. Kako vred nema da je ista krvna grupa kad cel život mu ga cica krv. Pogledajte ga ve, kakav je bidnaja bled, kapku krv nema u njega. Zato mu je. Ja, vikam tate, bre, pa ako žena na mene mi ga cica krv, zašto ga ona mamu gu vika vampirača? Pa zato je bre što majka ti na mene pa mi ga cica krv. Ete zašto? Jedina razlika Dose je toj što ja ne bu dozvoluju da me tepa, a tebe tvoja te tepa i ti pa gu čuvaš. Pa tebe, moram te da gu čuvam? Što da pravu? Pa ti mi kažaj još kad gu zema. Dose, ubava žena treba da se čuva, a maružna treba da se čuva još poviše, zašto ona ne bira. Prv što naleti, za njuma je ubav. Istina bre, majku mu, tako je, sjećam se ubavu, tega kad njuma počnava da gu pušta od doma da iskača, prvo nalete na mene kako talibanac na kule bliznački. Isto, zalepi se na mene i ne mrda. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во Махагони. Дечки, извини, ако може да прашам нешто? Кажи. Овој дечко до тебе, што ти е? Овој? Мада не изгледа тако, ама бате ми е помало. Зашто? Абе, цело време ме имитира. Како тој мислиш имитира? Пак што прави ја, тој прави и он. Бате, одма да си престанае да правиш глупости. Добро. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo,
I, ovaj ti je opasan muže. Gdje kakvu ubavu ženu izbraja? Kuće jedno, kuće ovaj. Ама падна она на njega. Паднала ona na njega odavna na времето. A sad znaš što mu vika? Muže, slušaj, izberi ti. Ili ja, ili futbol. A muž mu kaže, što znam ženo da razmislu? Može i da ti kažu za 90 minuta. Знаеш ли која е најголема желја на муж? Која? Жена да седна да гледа фудбал со njega. А овај мојате вика, мужче, а да гледаме ја и тие оние филмови за возрастни, фудбал колко толку ga разбираш. А, ве израдува се на гол како на комшику да го виде. Леле, леле. И нормално падна на њума. Падна и на гол. Од спортско знаеш ли што највише погаѓам? У кого ќе почне утакмица. Тој прочиташ. Глеј, фудбал гледа, а жено неќе да го гледа. Ама онако не го гледа, има кој да го гледа. Комши на Видиковац одма. Жена од фудбал знаеш ли што преминував највише? Што? Варање. Мори дрибло. Мене ме чуди друго. Гледај, сви фудбалери, што се оние професионалци, сакат да играат повише на домашен терен. А ми па мужи што не играмо фудбал професионално, сакамо да играмо на гостински терен. Уживам, Ама слушај, гол у гости се дупло рачуна. И одма пласман у финале. Иде човек куде доктора. Куде оние онакви доктори? Да, така. Психијатри. И му вика, докторе, ама нема шанса да заспiju. Свак вечер саную фудбал куде играм. И до сабале тако е. И докторка како? И овој па му повтара. Добро. Ајде, земи спигеви јапчиња. А, нема шансе. Зашто? Па вечер е финале, бе, докторе. По 20 пласира. Јутре ќе ги спију. Две плавучи отишла една на гости куде друго. И правим нешто му обетам, а гледа го нешто нерасположено. Ма вика, ти што си ми мене цело време како нерасположена? Што сам нерасположена? Па пратигам мужа ми по цигаре да иде да купи, пред 3 дена искочи и још ga нема. Де, мори, па не е толку страшно, па 3 дена ga нема. Па запали цигаре, мори, ке дојде он. Запали цигаре. Само што сам прочитал, убава вест. Улегнале сме у Европа. Гледај. Ама читаш, ба не дочиташ. Гледај, стара вест. Тоа е пред 2 неделји. Појма немаш ти. Како, мари, немам појма пред 2 неделји кад сакеве ми искочи, гледај. Мори, не сме улегнали у Европу. Него те паше тоа оние наши фудбалери. Тоа идемо на европско. Кога се уморите пале? О, проста една. Мори, такој се вика, победиство у фудбал. Такој се вика, те пасва. И сак идемо на европско. Оној Пандев, мори, сеќаш ли се, оној Горанчо? Нашиот. У Италија што игра. Он им даде гол и готово, кидемо. Туго, мори, срамота, гол, Ето оно што ќе помисли. Мори, не е такој како што мислиш. Тој фудбал се вика такој, даде му гол. Вара, 2-3, пројде ги, оп, фут си даде гол. Па по ово што ми кажуваш ти, и се мислу дека некоја жена га измислила овој фудбал. Зашто, мори, па сега жена? И па, нели, даде гол, прими гол, седи на гол, вара лево, десно и фоќ гол меѓу ноге. Не, ја гледам, ти у све безобразлук гледаш. У све ти е безобразно. Ајде, брега там. Обери, како безобразлук, па се гледало кој поклапав се тој некој работа, ја не знам. Да те поклопи мермерна плоча да те поклопи. Што се мори поклапа? И па, еве нели, онај жена што трчи многу по мужи, викав дека била по спорт. Вајда на фудбал су мислеле луѓе. Не знам ја они што су мислеле. Ама ја мислува кој ти док не престанеш да мислиш на тој безобразното, муабет да не ми правиш више, чули? Ако ти ми правиш, ја не ти правам. Ајде, тамо, блесава една. Гледај туја, прати тој. Гледам ја, ти не видиш убаво. Читај и најди ново нешто.
Простете поради најавата која и не беше сосема во наш стил, но тоа беше само порака до сите оние кои што размислуваат дали ние смееме или не смееме да се смееме во ова време, не време. Јас само ќе кажам, доколку би можел да бирам, би избрал да умрам со насмевка. Да знаете, нема да ви останеме борч, затоа што со нови смешки се враќаме викендашки. Вие чекајте не тук. Чао на сите. Ако е среда, средуе се киде с другачке на кафе, не беше такоја. Такоја! Е збор што се употребуе с цилј да се стави до знање на Менјамо гласови мало не Чита ga lišće. Dobro. па најна гол. Забрави го. Од мене. Ја не сум.